Во Грција е регистриран првиот смртен случај од коронавирус, откако вчера и завчера смртни случаи имаше и во Албанија и Бугарија. Србија одлучи да ги затвори малите гранични премини кон соседните земји и донесе решение да им исплати еднократна парична помош на постарите лица. По Словачка и Унгарија прогласи вонредна состојба и целосно забрани влез на своја територија за сите кои не се унгарски државјани. Насекаде низ светот се преземаат радикални мерки за заштита, а празните маркети, установи и улици станаа секојдневна гледка, речиси во сите земји. Американскиот председател Доналд Трамп ги затвори границите за 26 држави од шенгенскиот простор, со што секое лице кое во изминатите 14 дена престојувало во шенгенскиот простор не смее да влезе во Соединетите Американски држави. Од секогаш човештвото се соочувало со вакви предизвици. Тоа се случувало и ќе продолжи да се случува. Она што е важно е како ќе се реагира на вирусот. А ние ќе одговориме со брзина и професионализам. Ние го имаме најдобриот тим во светот. Европската унија пак остро ја осуди оваа мерка како еднострана и штетна. Се соочуваме со глобална криза која бара соработка, а не еднострано делување. Европската унија не се согласува со фактот што САД одлучи да забрани патувања еднострано и без консултации. Смртоносниот вирус најмногу ја погоди Италија. Државата брои повеќе од 800 жртви и десетици илјади заразени. Целата држава е практично во карантин, а затворени се сите трговски објекти, освен продавниците за храна и аптеките. Од друга страна пак жариштето Кина како да успева да се справи со коронавирусот. Во оваа земја болеста ја победиле над 60.000 луѓе, додека во последните 24 часа имало само 15 нови случаи. Кина официјално означи крај на ширењето на коронавирусот во земјата, 2,5 месеци откако тој за прв пат беше идентификуван во градот Вухан. Светската здравствена организација вчера и официјално прогласи пандемија на COVID-19.